Како дел од проектот Учиме заедно, имплементиран од локална акциона група Агролидер, денеска во Домот за култура Марко Цепенков во Прилеп се организираше изложба на цртежи кои ги подготвија учениците од 5 основни училишта: Кирил и Методи од село Канатларци, Исмаил Кемали од село Црнилиште, општина Долнени, Добре Јовановски од Прилеп, Кирил и Методи, село Бучин, општина Крушево и основното училиште Ѓорче Петров од село Ропотово, општина Долнени. На изложбата самостојни цртежи испратија и учениците од основното училиште Кире Гавриловски од Прилеп, како и од основното училиште Никола Карев од Крушево. Темата на изложбата беше мултикултурно образование. Целта на проектот е да се промовира и да се даде еден придонес мал од невладиниот сектор во промоцијата на мултикултурното образование и градењето на меѓуетнички односи во училиштата, каде што ги вклучуваме и родителите и наставниците секако. Им се заблагодарувам поради тоа што имаше огромен интерес и од учениците и од училиштата во Прилеп и најмногу од се поради учеството на децата и како оние гледаат таа мултикултурна едукација и меѓуетнички односи. Овој проект се надевам дека ќе придонесе на територијата на општина Прилеп и општина Долнени да ги зајакнеме нашите меѓуетнички односи, особено младите да покажат дека постои толеранција и почитување и дека заедно сме посилни. А користам оваа пригода исто така да изразам благодарност до училиштата и до наставниците кои што се вклучија во оваа активност на проектот, а особено до децата, заради тоа што тие навистина не изненадија од големата заинтересираност и начинот на кој тие ја перцепираат мултикултурната едукација и меѓуетничките односи. Сите сме различни и токму таа разноличност не прави уникатни, а децата се најдобар пример како може таа уникатност и разноликот со заеднички активности, низ учење, низ песна и низ игра да го промовира концептот на мултикултурно образование. Наставниците истакнаа дека учениците преку овие ликовни творби на свој уникатен начин го представиле својот поглед за тоа како ги разбираат сите вредности на различните етнички заедници во Македонија. Мултикултурата е многу значајна за самите ученици и затоа сметам дека уште од најмала возраст ние, учителите, треба да посветиме значајно внимание да ги стекнат сите познавања за различните културни вредности и религијски вредности кај различните етникуми со цел кога ќе бидат возрастни личности да немаат некои предрасуди, стереотипи кон припадниците на различните групи по поглед на етнички и религијска смисла. Затоа сметам дека самите ученици, учејќи се од најмала возраст и прикажувајќи ги мултикултурните вредности со кои што располага нашата држава, сушно се стекнува со основни вештини за ценење на мултикултурализмот во нашата земја. Според мировната акција, така и ние задовме активно учество со нашите ученици, со нашите скромни можности, бидејќи работиме во една рурална средина, меѓутоа имаме добар капацитет, заедно со нашите наставници и колеги. Не можевме сите да земеме учество, меѓутоа неколку од нас, дел од нас го представуваме нашето училиште. И секогаш во секое време, колку што ни се можностите, толку би прифатиле и би учествувале на разни вакви активности. Работиме, рековме, во мешан национален состав, меѓутоа граници нема, многу се дружиме, сите активности заедно ги сработуваме, имаме голема соработка со нашите родители. Значи во нашето училиште наставата се одржува на македонски јазик, меѓутоа учениците ни се од турска и албанска и македонска националност. Сите ученици кои денеска беа присутни на изложбата рекоа дека имаат одличен соживот со нивните другарчиња од различните националности кои што живеат во нивните општини. Јас цртав со екскурзија со моите другарчиња и животот на мојата со животот со моите другарчиња. Јас нацртав православна црква и џамија. Од каде дојде идејата? Па така ми инспири со животот со моите другарчиња. Сама ја црташ сликата? Да. Сакаш да црташ? Да, многу. Јас нацртав темата децата од целиот свет со различни бои. Што има на цртежот? На цртежот има планета и околу планетата има деца.
Unë jam Imeri Meri, vin ka fshati Cërnilisht. Јас сум Имери Мери, доаѓам од село Црнилиште, основно училиште Исмаил Чемали. Како цртеж одбрав да го направам овој цртеж тука. Значи јас имам цртано џамија, црква и знамето на Република Македонија. Општеството кај што живеам јас, генерално се албанци. Има само неколку куќи македонци во селото, меѓутоа генерално имаме многу убав соживот меѓусебно. Инаку овој проект е финансиран од мировна акција, а како дел од истиот кон крајот на месец март се предвидува и реализирање на една представа во која ќе учествуваат учениците и ќе покажат како тие гледаат на мултиетничките односи кај нас.